Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. На денот светници, односно денес во овие попладневни часови, почитувани слушатели, ние ќе се потрудиме во овие 60 минути да го задоволиме вашиот вкус со поздравните великденски празници, односно честитки, но како и минатата година да ја одбележиме нашава македонска традиција со празникот Лазара и Цветници. Најпрво ќе дадеме прилог за Цветници Лазара, а потоа и за Благоец. Цветници Лазара, тоа е значи сабота и недела, се поврзани христијански празници кои се слават во пресред на Великден, славејќи го воскресението на Лазар и свеченото влегување на Исус Христос во Ерусалим. Лазарева сабота, тоа е значи ден претходно, вчера, го означува чудото на Лазаревото воскресение, додека Цветници недела, како што е денес, е прослава на цвеќето, природата и Христовиот дочек. Лазаревата сабота се празнува во сабота пред Цветници. Обичај е да се носат врбови гранчиња кои символизираат живот. Во македонската традиција групи девојчи на Лазарки одат по куќите пеејќи лазарски песни. Тоа ќе го направиме во текот на вечеравшнава наша емисија. Цветници или врбица се празнува во недела, една недела пред Великден. Овој празник го спомнува влегувањето на Исус во Ерусалим, каде народот го пречекал со запалени гранчиња и цвеќе. Значењето на цветниците се смета за празник на цвеќето, радоста и децата. Имен ден празнуваат сите оние кои ги носат имињата на цвеќиња, растенија или дрва. А пак празникот Свето Благовештение се вбројува во постојаните празници секогаш е на 7 април според новиот или грегоријанскиот календар, а на 25 март према јулијанскиот или стариот календар. Меѓу народот повеќе е познат како Благоец, Блошчоине и така натаму. Се смета за тежок празник поради што тогаш не се работи. Некои дури го сметат за голем празник како Великден поради што се вели Благоец, прв ден Великден. Тогаш се оди на имен ден кај оние што имаат име Благоја, Блаже, Благојка, Благица. Свето Благовештение е празник на Пресвета Богородица, а со тоа е и денот на мајките, затоа што Богородица е заштитничка на сите мајки кои зачнале и станале мајки. Тоа е ден на мајката која дала нов живот. Тогаш децата и благодарат на мајката, ја гушкаат и дават дарови во знак на љубов, почит и внимание. Мајките пак ги благословуваат децата и тие да имаат своји рожби и радости. Така што првото нешто што треба да го направите тоа утро е да ја бакнете мајка ви. На овој ден се покажува особена помош кон сирачињата, кон бедните и кон унесреќените. Оние кои сакат да имат деца да одат во црквите и манастирите, кај иконите посветени на благовештение и да се помолат. Според народните верувања, овој ден е благ, па и раната не боли, па затоа на малите деца им ги дупат ушите за обетки. Се верувало дека благовештение жените не треба да се чешлаат. Со Благоец е поврзано и доаѓањето на птици
птиците преселници, штркот, ластовицата, кукавицата, пупунецот, славеот и други. Се верува дека тие ќе дојдат на овој ден, дури и да врне снег. Па сите оние кои ги носат имињата на Лазара, Цветници, меѓу кои и Цветкоска, честит именде, а исто така и Благоец, нека им се честити и вечни. А ние најпрво ќе отпочнеме со великденските поздравни честити. Да одиме со ред. Менка Кринческа од село Брајчино, како и Кицо и Јагода Николовски од село Подмочани со ќерката Силвија и фамилијата, на сите најблиски роднини, пријатели, соселани и целиот македонски народ им ги честитат великденските празници, за да секој едно семејство го празнува уште многу години во добро здравје и расположение. Посебно Кицо и Јагода сакат да се заблагодарат на братот Спиро и снаата Јагода за срдечниот пречек во овие 2 дена. Ако грб ти сврти животот, кога нешто не оди, застани и насмеј се, избриши ги солзите, иде крај нас немаш сили повеќе и тогаш не заборави и да добрите нови. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Некој те разочара, пријател или роднина, или те напуштила, љубовта најголема, тогаш само помисли и нагоре погледни. Господ гледа се и мисли добро за тебе. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Настрави за љубов, настрави за среќа, настрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш.
Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Исто така, за празниците, како што беше денес Цветници, односно и вчера Лазара, за Благоец, за великденските празници, повелете на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Председателот Борис Стојко со целата негова управа сака на целиот македонски народ да им го честита великденскиот празник. И Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс располага со сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне. Председателот на пензионерското друштво Мај Кожелски ви посакува и добар апетит, а затоа пак секоја среда на заедничко дружење на оро и песна. Дојдете исто за празниците, како што реков сега што се Благоец и великденските празници од 10 часот утрото на заедничка богослужба. Председателот Ристо Трифуновски со управата на целиот македонски народ им посакува убаво да си помините за великденските празници, а телефонот во црквата е 905-431-4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис на добро подготвеното јадење. Затоа пак за празниците, како што сега доаѓаат великденските, а пред тоа на 7 април и празникот Благоец, дојдете на заедничката богослужба од 10 часот утрото. И Крис Клашов, заедно со неговата управа на целиот македонски народ и на сите своји членови, им посакува среќен великденски празник. Телефонот е 905-387-0111. Радиочасот пак Глас од Македонија ја бара и вашата помош за да и понатаму продолжи да се емитува ова радиопрограма. Телефонот ни е 647-780-6549 или 416-691-7184. А вие кои планирате да одите за Македонија, имаме летови до Охрид, а исто и од Охрид. Повелете јаветени се на 647-780-6549. Вимпис ресторан Синџер на ресторанти во многу места во Онтарио. Со нивното богато јадење, хамбурги, риба, шишкеба, фиш and чипс, веќе не случајно се најпознати со нивното име на ресторанти. Јавете се на телефон 416-269-4679. Собствениците на Вимпис ресторан на сите вам ви ги честитаат великденските празници, за да во добро здравје и расположение ги поминете истите. А Леринското друштво со председателката Мери Уто и нејзината управа и ова година не заборави да го одбележи денот на мајката Mother's Day во знак на респект. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 часот со попладни со богат ручек кој чини $60, за деца до 12 години $25. За резервации јавете се до председателката Мери Уто на 416-400-5475 или Джим Мангос на 647-333-8052. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.
Собственичките на цвеќарата Flowers by Lilac, Марија и Христина Белчевски, на целиот македонски народ им ги честитаат великденските празници, посакувајќи им добро здравје, среќа и радост. А пак Леринското друштво со председателката Мери Уто на сите оние кои го слават католичкиот Великден и нашиот православен Великден им посакуваат уште многу вакви години да празнуваат со песната Леринска свадба, секогаш да бидат во добро здравје, радост и убавини. Долу во Лерин, горно Котори, денес е слава, кампаните бијат, народ се собрал од сите страни, среде село ора се вија. Народ се собрал од сите страни, среде село ора се вија. Античко знаме во рака кренал, Живко Трилеп кој не го знае. Божиновци чесни, ручек спреман, добро дошол секој од кај да е. Античко знаме во рака кренал, Живко Трилеп кој не го знае. Божиновци чесни, ручек спреман, добро дошол секој од кај да е. Свирачи живо, песна запејте, одамна вака не било тука, сега е друго, подобро време, сите наоро, рака под рака. Сега е друго, подобро време, сите наоро, рака под рака. Античко знаме во рака кренал, Живко Трилеп кој не го знае. Божиновци чесни, ручек спреман, добро дошол секој од кај да е. Античко знаме во рака кренал, Живко Трилеп кој не го знае. Божиновци чесни, ручек спреман, добро дошол секој од кај да е. Од белото море вода се носи, по старите почви вино се точи. Македонци гордо кренете глава, денес е наша голема слава. Македонци гордо кренете глава, денес е наша голема слава. Античко знаме во рака кренал, Живко Трилеп кој не го знае. Божиновци чесни, ручек спреман,
česni ruček sprema, dobro došao sekoj od kajda je. Danes je naša golema slava. Севда Димовска од село Драгош со синот Васко и ќерката Виолета со фамилијата за великденските празници посакува на сите најблиски роднини и пријатели со селани и целиот македонски народ пред се добро здравје и убавини, а желбата за Македонија во најбрзо време да се реализира за конечно обединување. Sve to
Организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски и неговата управа на целиот македонски народ, а посебно во оваа македонска комуна во Канада, честитајќи ги великденските празници, посакува еднаш за секогаш сплотеност за Обединета Македонија. За празникот Великден и овој пат Ника Панов од село Буф со синот Тони и ќерката Кристина со фамилиите, Родна и Павле Никлис од село Клештина со синот Енджело и ќерката Ненси со фамилијата, а исто така и Цвета Цветковска со ќерката Кети, на сите своји најблиски роднини, пријатели, соселани и целиот македонски народ им го честитаат празникот Великден за добро здравје и расположение да поминат на великденските празници и до вгодина повесели. Ima
И Мајк Кожовски со фамилијата од село Брајчино сака да ги поздрави сите членови на Пензионерското друштво од Света Недела, Пензионерското друштво од Свети Климент Охридски и Пензионерското друштво North York Macedonian Seniors Club, како и сите најблиски роднини, пријатели, соселани и целиот македонски народ, за да во добро здравје и расположение слават уште многу години. Голем собор ми се собрал крај Вардару, оро и песна, сонце и љубов, тоа е наша Македонија. Оро и песна, сонце и љубов, тоа е наша Македонија. Сиот народ се насобрал македонски, прегрнати братски да се развеселат. Оро и песна, сонце и љубов, тоа е наша Македонија. Оро и песна, сонце и љубов, тоа е наша Македонија. Дали гледаш мило Скопје, дали слушаш, како македонска песна се пее. Оро и песна, сонце и љубов, тоа е наша Македонија. Оро и песна, сонце и љубов, тоа е наша Македонија. Инаку, како што знаеме, вчера и денес се 3 празници Лазара, Цветници и Недела. Се сеќавам кога бев во моето село Велгошти Охридско, девојчиња од 4 годишна возраст до 15 годишна возраст, облечени во селско руво, пееја и играја обредни песни поврзани со празникот. Иако морам да признам, никогаш не отидов Лазарка, но како мала, кога групата на девојки и девојчиња тренира или поточно се подготвува за да песните ги знаат напамет, јас слушајќи ги научив. И ова година ќе го одбележиме овој ден, но онака како што се одбележуваше и се уште се одбележува во Охридско-Струшкиот крај. Еве како отпочнува. Во петокот, после 4 или 5 часот, облечени Лазарки пеат: Берете се Лазарки, о Лазаре, да одиме с Лазара, о Лазаре, отједнаш в година, о Лазаре, како ружа градина, о Лазаре. А потоа се пее: Сонцето е, Лазаре, на заода, Лазаре, на запада. Јунак мајка опитвеше, колку си не, Лазаре, ќе ме жалиш, ќе те жалам, дов година, Лазаре, до велик ден, да се збират, Лазаре, другарите, да играме, Лазаре, нашто оро, Лазаре, македонско. Нормално дека се пеја и други песни вечерта и се играе во петокот до утредента во саботата Лазаревата, кога беше, уште о 7 часот пак се собирае и отпочнува со песна играјќи и оро.
Меѓу нив отпочнува со следното: угреало јасно сонце, Лазаре, Лазаре, ураткини бели дворои, Лазаре, Лазаре, ураткини рамни дворои, Лазаре, Лазаре. Не ми било јасно сонце, Лазаре, Лазаре, тук ми била месечина, Лазаре, Лазаре, тук ми била месечина, Лазаре, Лазаре. Радка има црни очи, Лазаре, Лазаре, црни очи черешови, Лазаре, Лазаре, црни очи черешови, Лазаре, Лазаре. Радка има гајтан веги, Лазаре, Лазаре, гајтан веги пијавици, Лазаре, Лазаре, гајтан веги пијавици, Лазаре, Лазаре. Радка има бело лице, Лазаре, Лазаре, бело лице как си миче, Лазаре, Лазаре, бело лице как си миче, Лазаре, Лазаре. Радка има танка снага, Лазаре, Лазаре, танка снага до полова, Лазаре, Лазаре, танка снага до полова, Лазаре, Лазаре. Се пеат целиот ден лазарски песни и се играат, кои ги има околу 40 лазарски песни. Има песни за домајкин, за домајкинка, вдовец или вдовица, јунак, односно младо момче и девојка, за мало детенце, за бебенце, за свршеник, свршеница, за поп и попаѓа, за владика, за невеста, за стар дедо и баба, оној кој е на печалба или оди во војска и уште многу други. Но, кога ќе видат нормално дека се пеја и други песни, би рекла, али кога ќе видат пак некој човек или жена да помине по сокаците, две од девојките трчаат и знајки кој е, му пеат или пеат песна што му прилега, а за тоа добиват пари. Тогаш во знак на благодарност тие ќе запеат: и в година, Лазаре, да дочекаш, со се рода, Лазаре, и родбина. А доколку некој не му дава пари, тие ќе пеат: да си немаш парички, о Лазаре, да си купиш капела, о Лазаре. Ако виде некоја жена чиј син или маше во туѓина, тие пеја: седнала ми, Лазаре, стара јана, да ми треби, Лазаре, пченицата, долета, Лазаре, два гулаба, и во клунот, Лазаре, ми носеа, бела книга, Лазаре, црно писмо, во писмото, Лазаре, ми пишеше: ќе си дојдам, Лазаре, за Великден, Лазаре, за празниците, да не губам, Лазаре, делниците. Или пак на девојка и пеја: девојчица, Лазаре, црква ме ти, и се моли, Лазаре, на Господа, дај ми Боже, Лазаре, джакче момче, попа свекра, Лазаре, и свекрва. И во секој е вметнано тоа, како што слушате, Лазаре. Тој ден 3 до 4 девојки го китат пак кошничето со цвеќиња за утредента во неделата кога ќе одат по куќи. Во неделата повторно од 7 часот утрото ќе го играат орото со песната што претходно ја отпеав, најпрво Угреало јасно сонце, а потоа уште неколку други, и исто кога врват жени или мажи трчаат да им отпеат лазарска песна, а другите пак играат оро на истото место и пеат песни. Некаде после 3 или 4 часот попладне веќе тргнуваат да одат од куќа в куќа, а по сокаците пеат: калјо, калино, јо Лазаре, што си тука седнало, јо Лазаре, под чичовото ревче, јо Лазаре, дали чекаш овчарче, јо Лазаре, жими брата, не ќам го, јо Лазаре, рано ќе ме скорива, јо Лазаре, да му месам зелникот, јо Лазаре. Ако во куќата има мало детенце, тие ќе пеат: заспало е детенце, подјал црвен трен, дафил, мајчица го будеше, стани детенце, да си видиш петленце.
Да си видиш с Лазара, как с Лазара играют, как сладичко говорит. Витки полираз, јавај витки полираз, јавај жолти штикли под, тропај жолти штикли под, тропај. Ој Лазаре, Лазаре, ој Лазаре, Лазаре, обрни се раз, ви се да се Богу помолиш. Лазар нека, таден Лазар нека, таден Лазар еднаш година, како ружа в градина. Или ако има девојка во куќата, или младо момче за мажење, или женење, се пее. Овде има девојка, јо Лазаре, мисла да ја подсвршат, јо Лазаре, за јуначе од село, јо Лазаре, од селото Велгошти, јо Лазаре. Истата песна важи и за момче, и наместо девојка се пее за момче. Ако пак има невеста млада во куќата, тогаш се пее: тука лани дојдовме, нит невеста најдовме, ни дворови метени, ни столови редени, да наседнат Лазарки, Лазарки моми убави, а сега тука дојдовме и невеста најдовме, и дворови метени, и столови редени. Лазарски песни што се пеа во моето родно село некаде беа околу 40. Терминот не ми дозволува да ви ги представам сите, но да завршам со обичајот за македонски за Лазаре и Цветници. Кога ќе се поминат сите куќи во малото, лазарките се враќаат на местото каде што играат оро. И од кошничето во кое домаќинките од куќите им става јајца или пари, ги делеа подеднакво на сите лазарки, без разлика дали се 4 години или 15 години. Потоа за крај ќе запеа: леле, леле, Лазаре, јо Лазаре, кога дојде помина, јо Лазаре, ние не те видовме, јо Лазаре, как ќе слечам кафтикот, јо Лазаре, да облечам катранот, јо Лазаре. Инаку, почитувани слушатели, во 1995 година дошле неколку бугари во Велгошти, во моето родно село, на денот на самиот празник Лазара, и на наивните девојчина им рекле дека сакат да ги снимат, наводно ќе ги покажат на некоја си телевизија од Источна Македонија, така се представувале, како да се македонци, но ќе треба да ги испеат сите лазарски песни. Девојчината наивни тоа го сториле. Што се случи? Како и со Мартинката што ја направија бугарска, така и лазарските песни ги присвоија и ги нарекоја бугарски. Сепак, нам, нека ни е честит празникот Лазара, ова нема да пропадне, секогаш ќе се пеат овие лазарски песни, нека ни е честит празникот Цветници, Благоец и великденските празници, и сите оние кои ги носат имињата, нека им се честити и вечни, а ние да ви речеме за многу години македонци. Кај што сонцето ради
Пред самиот крај да ви посакам убаво да поминете за великденските празници и нека се множи наталитетот каде што нема, нека се раѓаат нови членови, се разбира во убавини и нови радосни настани. А ние да одиме со блиц вестите. Студенти албанци утре излегуваат на протест пред Министерството за правда, што е најавено во МВР како израз на незадоволство поради неспроведување на законот за употреба на јазиците во правосудниот испит, односно бараат полагањето да биде на албански јазик. Го организираат студентите од Тетовскиот универзитет кои го најавуваат под мотото Наш јазик, наше право, како и студенти од Универзитетот на Југоисточна Европа и Универзитетот Мајка Тереза. Меѓу поддржувачите на барањето на студентите се дели од партиите од албанскиот политички блок како ДУИ, која до собранието поднесе предлог резолуција за законот за употреба на јазиците. Но и Алијанса за албанците, чија пратеничка Или Редаути вчера објави фотографија од средба со студенти, а меѓу другото напиша: чувствуваме обврска за заедничка мобилизација за протестот на 6 април. Од Министерството за правда вела дека ја разгледале петицијата која студентите претходно ја поднесоа и внимателно се анализирани сите релевантни уставни и законски одредби. Законот за употреба на јазиците овозможува употреба на албанскиот јазик како службен јазик во постапките пред институциите, но неговата примена не може да се разгледува изолирано од другите системски закони, што го уредуваат функционирањето на правосудството. Правосудниот испит представува клучен предуслов за влез во судството, јавното обвинителство, адвокатурата, нотаријатот и извршувањето, при што сите овие закони експлицитно предвидуваат услов за активно познавање на македонскиот јазик. Станува збор за стручен испит, а не за управна постапка, и затоа не може да се полага на албански јазик. Велат од правда и додаваат дека остануваат отворени за соработка. Премиерот Христијан Мицкоски пак смета дека протестот е со поддршка на опозицијска партија и вели дека законот за употреба на јазиците, кој доби негативно мислење од Венецијанската комисија која порачува да се напушти двојазичноста во правосудството, е оспорен пред Уставен суд токму во тој дел. Ние како влада и мајки го сето ова во предвид, формиравме група на уставни експерти кои што работат на решение кое што ќе биде и уставно, но и во согласност со меѓународните стандарди, така што јас ги уверувам студентите дека како што се изнајдоа многу решенија за многу предизвици и многу пропусти од минатото, така и за ова ќе се изнајде соодветно решение. И јас мислам дека тие тоа веќе го знаат и мојот апел е да не дозволат да бидат алатка во рацете на политичка партија која што се уште живее во спомените од минатото, односно во времето на минатиот век. Протестот ќе започне во 12:30 на плоштадот Карпошово во Станије, па преку Камениот мост ќе заврши пред Министерството за правда. И по оваа траса ќе има посебен режим на сообраќајот. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.